Новинарството е сериозна и исклучително одговорна професија се додека не дојде во погрешни раце. Според Слободата на медиумите, Македонија, Репортери без граници ја рангираат во црвената зона. Кризата во медиумите влезе во извештајот на Европската комисија, влезе во извештајот на Рајнхард Прибе, влезе во договорот од Пржино, но дали е можно со политички договор кој воопшто не е на повидок да се регулираат професионалните стандарди во новинарството, односно новинарите да се вратат на својата професионална етика, дали е воопшто можно политиката да ги тргне рацете од медиумите, кога веќе ги довела на ова дереже. Вечерва зборуваме за медиумите и слободата на медиумите во Македонија. Слободата на медиумите е темата на новата емисија Отворено. По 34-тото место од пред нецела деценија лани, Репортери без граници ја рангираа Македонија на 123-тото место во светот, а последна во Европа. Како ни се случи ова? Како до редакции без притисоци, како до етичко новинарство и како до општествена одговорност на медиумите? На оваа тема вечерва зборуваат Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро вечер. Добро вечер. Тамара Чаусидис, председателка на Синдикатот на новинари. Тамара, добро вечер и добро дојдовте. Мигена Горенца, одговорен уредник на вториот програмски сервис на Македонската телевизија. Добро вечер и до вас. И Мухамед Зекири, сега новинар и уредник во ТВ Шења. 10 години, ако не се лажам, уредник во Алса телевизија и претходната историја да не ја спомнуваме. Пред да почнеме со дискусијата на оваа тема која сите нас особено не погаѓа, бидејќи секојдневно се занимаваме со тоа, да го погледнеме рангирањето на Македонија според Репортери без граници, односно слободата на медиумите во Македонија за 2015 година. Македонија ја лоцирате како една црвена точка. 2006 сме биле на 36-тото место, 2009 на 34-тото место, а потоа во слободен пат. Следната година на 68, 2014 123, 2015 117-тото место. Унгарија е некаде 60 на места пред нас, ние сме под Катар и Таџикистан. Ова е состојбата која ја согледува Репортери без граници во однос на слободата на медиумите во Македонија. Дебатата ја почнуваме веднаш со прашање од публиката. Прашањето го поставува Тифани Трајановска. Добро вечер. Моето прашање е дали сметате дека постојат слободни медиуми во Македонија и дали воопшто некогаш постоеле? Мухамед, може вас да почне? Постоеле секако и ги има се уште. Но во мал број, според мене. Кога се поставува прашањето зошто сме во ова дередже, зошто имаме медиуми кои што се контролирани од власта, односно политиката, јас го поставувам прашањето како може медиумите во Македонија да обстојат пред 2006, кога немаше практика владата да биде главен финансиер на медиумите. И сега многумина се бунат и велат не може да ги нема владините реклами. Може. И треба да ги нема. Значи, тогаш функционираа телевизии, имаше независни медиуми на кои граѓаните веруваа. И тога знаеа новинарите да поставуваат прашања на политичарите, а не само да држат микрофони во состојба во која што сме доведени денеска. За жал, останате мал број од новинари кои што се навистина новинари. Ја велам, повеќе имаме држачи на микрофони, за жал, денеска во Македонија, отколку што имаме вистински новинари. А медиуми секако има. Сметате дека тоа се должи на финансирањето на владините? Значи, тоа е почетокот на ставање рака врз медиумите. И затоа што тие медиуми кои што добиваат финансиска поддршка од владата, знаат дека на друг начин не може да функционираат. Ако имаат вистински новинари вработено кај нив, тие нема да бидат послушници. Затоа зимаат деца на кои што им дават микрофон во рака, идат, чекаат изјави, зимаат изјавата тоа што ќе каже политичарот, се враќаат назад и уредникот им го пишува текстот. Дали вие сметате дека има слободни медиуми во Македонија? Вие доаѓате од јавниот сервис. Јас мислам дека има слободни медиуми во Македонија. Сите медиуми се слободни да зборуваат за тоа што сакат, штом тоа е во рамките на наредбите што ги добиваат на
големите партии, на економските финансираски на истите медиуми, ако се држат до тие рамки, тие се слободни. Не верувам дека имало слободни медиуми, ми беше иронија тоа, во последно време посебно, но мислам дека и ние како новинари некако толку многу почнавме да зборуваме за тоа дали треба или не треба да бидеме слободни и помалку да работиме на тоа за стварно да бидеме слободни и да не ги слушаме наредбите што ни доаѓаат од надвор. Ако јас ко уредник на втор програмски сервис не секогаш ги слушам наредбите што ми ги дават големите мощни партии или политичките партии што сака да вршат контрола врз јавниот сервис, тоа може да го направи и прв програмски сервис. Но дали го прави, тоа е друго прашање и зошто не го прави, пак тоа е друго прашање и треба тие да одговарат зошто не го прават. На крајот и политичарите ќе треба да се учат дека не секогаш треба да добиват да од новинарите, некогаш можат и не да добиват и некогаш можат да добиват и критики и пофалби ако има, но тоа треба да го добиват ако стварно го заслужуваат, а не по наредба. Ако ние малку повеќе се бориме за да не кажуваме да на секоја наредба што ни доаѓа, мислам дека можеме да стигнеме до тој посакуваниот слобода на медиуми како што сите се бориме. Вие го лоцирате прашањето во тоа како се однесуваат новинарите, значи велите дека добивате вие наредби, меѓутоа не ги спроведувате сите. Јас не знам која телевизија во Македонија не добива наредба од некоја мощна сила економска или политичка. Сега зависи во која страна си на таа игра и тогаш ще викаат слободен или неслободен медиум. Ако си малку со опозицијата, тогаш те нарекуваат слободен медиум. Ако одиш малку понастрана на владата, тогаш си неслободен медиум тоа е и си малку опасно повладен ако доаѓа од нас, од новинарите, дека тие што не се со владата се веднаш опозициони. Значи, ако идеме по овие тези, ќе дојдеме до предлогот да го прифатиме предлогот на ВМРО ДПМН и во секој медиум да имаме по 20 уредници. Да, ќе го анализираме тоа како просто Не го кажав тоа, кажав само дека треба сами да се бориме да кажуваме не на било која наредба што ни доаѓа и од малите партии, од опозицијата или од големите. Ние кажуваме не. А дали кажувате вие, тоа е друго, ама зависи на кого му кажуваш тоа да или не. С тоа сакав да го објаснам, не знам дали го објаснив како што треба. Тамара, дали имаме слободни медиуми? Па прашањето е генерално и ја генерално ќе одговорам не, затоа што прво треба да разграничиме медиуми и новинарство. Значи, ако говориме за медиуми, тврдам дека немаме слободни медиуми затоа што немаме пазар, затоа што немаме фер игра. Оние кои што се критички медиуми се неслободни во смисла на едноставно нееднакви услови на пазарот, тие не можат да опстанат. Тие што се условно речено прорежимски се неслободни врз основа на буџетските пари, врз основа на сите дотации што ги добиваат и врз основа на наредбите за кои колешката говореше. Така што ние немаме регулиран, односно немаме апсолутно нормален пазар и во таа смисла медиумите се чувствуваат стеснето и немаат начин, едноставно го загубија компасот. Веќе не знаат каде да гледаат. Во целата таа игра страда новинарството, страдат професионалците, оние кои што можат да кажат не, бидејќи нивните позиции се стравично лоши и во таа смисла паѓа и слободата на говорот, паѓаме и во рангирањето на Репортери без граници, паѓаме во секојдневието, веќе стана проблем за кој што се говори, еве гледаме и партиски се преговара за нешто што не смее да биде предмет на партиско пазарење. Но некои работи мора да се регулира за да не останеме на оваа констатација дека слободни медиуми во државата нема. Трајчевски. Да, јас прашањето го подразбирам да не дали има слободни медиуми, туку дали новинарите во медиумите ги почитуваат професионалните новинарски стандарди. Да, меѓутоа сам кажам слободни, што значи тоа слободни? Дали некој медиум му е забрането да работи, дали на некој медиум не му е дозволено да работи? Ако зборуваме за
постапка дали некој сака да биде медиум, таа е толку либерализирана да последната година 4-5 телевизии добија дозвола на национално ниво. Значи не е прашањето дали има слободни или неслободни медиуми, туку дали имаме медиуми кои што ги почитуваат професионалните новинарски стандарди. Јас повеќе би рекол дека во Македонија имаме преоштра и преголема поларизација во медиумите. Тоа е факт на проопозицијски и провладини медиуми. Апсолутно не се согласувам со тезата дека тие што ја поддржуваат опозицијата се слободни, а другите што ја поддржуваат власта се неслободни или заробени. И едните и другите премногу малку водат сметка за почитување на професионалните новинарски стандарди. Тоа не е од вчера. Крачевски, дали дозволувате простор дека постојат новинари кои се држат до професионалните стандарди, дека не можете веднаш оние кои што не ги следат политиките на владата, односно не ги остваруваат тие, како што се изрази нашата колешка, наредби, веднаш може да се перцепираат како опозициони? Не, јас не го кажав тоа. Вие ми упаднавте во зборот и не ми дозволивте да се докажам. Значи, сакав да кажам дека, еве јас ако сакате ќе ви наведам и конкретни примери од последнава недела, дека не станува збор дека ако некој ја поддржува опозицијата е професионален, а тој што ја поддржува власта е непрофесионален. Има и едни и други кои што се исто така професионални, има и такви кои што поддржуваат и позиција или власт, а се непрофесионални. Значи, на дебатата на 24 вести во петокот беа поканети само двајца тешко опозицијски представници. Каде е тука балансираноста? Значи, сакам да кажам, не може постојано да обвинуваме дека некој... Како можете да очекувате да има балансираност кога партиите на власт и кога ги викаш на дебати, они бегаат од дебати. И вие така ја мерите балансираноста? Како агенција, значи ние не можеме да ги тераме луѓето со сила. Замолувам господине Ама не морам да ви упаднам. Значи морам да ви упаднам. Не е работата за упаѓање или не упаѓање. Ако е ова дебата, да лоцираме значи каде е проблемот. Значи еден е проблем доколку не се поканети представници и на власта и на опозицијата, а друго е дали ќе се договориме воопшто да нема дебати ако една од страните не сака да дојде. Мислам затоа да бидеме малку внимателни во квалификацијата дали тоа на 24 било опозиционо или имало обид на новинарот да викне во таа смисла. Мислам не е за да ве прекинам, продолжете слободно. Значи јас не можам, ако не викнавте сега дека се согласиме со вашите ставови, но ред тогаш кажете ни како треба да мислиме и на крај да бидете вие задоволени како емисија. И затоа ќе ве замолам, значи ниеден од гостите не го прекинавте, мене ме прекинувате 3-4 пати поред затоа што излегувам од линијата која што вие сакате сега да ја насочите дискусијата. Значи ви кажав, не постојат слободни и неслободни медиуми, постојат непрофесионални и професионални медиуми. И апсолутно не се согласувам со тезата дека проопозицијските медиуми се слободни и професионални, а провладините медиуми се непрофесионални и неслободни. Како ја кажа таа теза? Тоа го зборувавте вие повеќе пати, јас тоа сакав да го кажам тоа, меѓутоа вие ми упаѓавте во зборот. Значи, најголемиот проблем во Република Македонија е непочитувањето на професионалните новинарски стандарди, што не е нешто што се случува од вчера, завчера, туку тоа е долг процес последниве 20 години. И тој процес постојано, значи нивото на почитување на професионалните стандарди постојано опаѓа во Република Македонија. И најголемиот или решението на оваа ситуација се самите новинари. Не може да очекуваат дека собранието, владата или политичките партии со закон ќе го утврдат почитувањето на професионалните новинарски стандарди. Тоа го нема никаде, ниту во Европа, ниту во светот. Јас сакала да реагирам, навистина да не ја изместуваме тезата. Јас се согласувам дека и затоа и реков дека мораме да внимаваме кога говориме за медиуми, кога говориме за новинарство или за професионално и непрофесионално новинарство. Но ние не паѓаме на скалата на Репортери без граници, например, или Freedom House врз основа на почитувањето на професионалните стандарди. Ние паѓаме токму заради тој обид по секоја цена да не стават во менгеме и да не етикетираат као проопозицијски или провладини медиуми. Јас
Од самиот почеток, кога почна таа теза да се наметнува, сум против неа. Новинарството може да има уредувачка политика, но има своји стандарди, има свој занаец, има свој кодекс и тоа се мери само врз основа на тоа. Вие можете во коментар да се согласувате со вредносната скала на одредена политичка партија, може и да не се согласувате. Меѓутоа, тоа не значи дека вие можете да лажете, дека можете да ги злоупотребувате или да правите медиумска хајка. Тоа не е новинарство, да се разбереме. Значи, не се они помалку професионални, тие не се професионални. И тука завршува разговорот. Јас одбивам да бидам мерена врз основа на тоа дали моето излагање е опозицијско или е провладино. Тој дискурс кој што се наметнува и кој што се обидува да ја замени тезата дека нашиот проблем е само регулација, а не ситуацијата во која функционираме, јас го одбивам. Го одбивам како професионалец и како новинар. Ако сакате, јас себе си не се доживувам ниту опозицијски, ниту провладино. Само би сакала да реагирам на тоа и да ја продолжиме дискусијата во таа насока. Не, апсолутно. Јас сакав исто така да реагирам во однос на тоа што господин Трајчевски, за жал, сакате да ги релативизирате работите. И сакате сите да ги ставите во ист кош. Можете ли да ми кажете кои според вас се опозицијски медиуми, а кои се владини медиуми? Јас употребив збор проопозицијски и провладини. Добро, кажете ми кои се според вас тие медиуми? Кои што се проопозицијски, а кои се провладини? Ма збориме на национално ниво или на... Уопшто у Македонија? Воопшто во Македонија има преку 150 медиуми. Добро, националните, тогаш од националните да ги изброим. Националните медиуми, Телма, вашата телевизија, 24 вести од оние што имаат информативна програма ги поддржуваат ставовите на опозицијата, а останатите 4 телевизии ги поддржуваат, доминантно ги поддржуваат ставовите на власт. Тие што кажуваат некое критично мислење кон власта, тие се проопозицијски за вас. И тие што имаат професионален пристап на новинарството. А тоа е ваше мислење. Па не, вие ги наброивте. Со вашето мислење, не реков дека јас не реков дали се професионални или непрофесионални. Ма ние треба да се мениме по професионалноста, ние тоа збориме. Вие сакате за тоа релативизирате. Сакате сите во ист кош да ги ставите. Ама не можеме сите да размислуваме. Ама не, ја не велам дека можеме да размислуваме. Значи не може јас ако не се согласувам со вашиот став дека сега треба да размислувам како вас. Вие не терам да мислите како мене, господине Трајчевски. Јас само поставив прашање, затоа не ми беше јасно што мислите со тоа што го сакате да релативизирате. Може да ви повторам ако сакате. Не релативизирам. Релативизира затоа што вие сакате да кажете дека секој што има свое мислење, мисли со сопствена глава, не мисли со главата на некој друг, е проопозицијски. Не е точно тоа. Значи тоа вие го кажувате. Па затоа вие релативизирате, кажувате дека медиумите. Ама вие секој што се согласува со вас релативизира. Не, господине Трајчевски. Добро, тоа е ставот на. Значи не испаѓа дека ние не треба ништо да мислиме, треба да мислиме како што мислите вие. Тоа е уште една дистинција околу ова користење на термин проопозицијски и провладини. Тамара, би можеле вие тоа да го објасните подобро? Дали тука се работи за провладени медиуми или за медиуми контролирани од владата? Или господине Трајчевски, вие? Значи, има разлика меѓу тие термини. Според податоците што се констатирани последните неколку изборни циклуси, агенцијата, односно порано Советот за радиодифузија, мери избалансираноста во известувањето за време на изборниот период и дел од овие медиуми во дел за време на изборниот период известувале проопозицијски, односно овозможиле поголем пристап на опозицијата на тие медиуми. А имаше ли медиуми кои беа избалансирани? Имаше. Зависи за кои избори станува, така за 2014, Еве, например, за изборите 2014 година немаше. Зборам за националните, не зборам сега за локални и регионални. Например, за изборите 2014 година агенцијата има поднесено 34 прекршачни постапки за непочитување на законот по различни основи. Меѓутоа, колку се прекршачните постапки по основ на членот на 75 од изборниот закон кој вели радиодифузерите, односно јавниот радиодифузен сервис и трговските радиодифузни друштва што одлучија да ги покриваат изборите се должни тоа да го прават на правечен, избалансиран и непристрасен начин во својата вкупна програма. Од националните телевизии за време на изборите 2014 година по тој член 75А, мислам дека беше, по тој закон, а сега е 75, мислам дека е сменет членот, прекршочна пријава не добија од националните
тогаш и немаше дел од овие ТВ Арт, шења не беа национални ТВ 27, значи не постои, Арт постоеше како локална телевизија, не добија МТВ и 24 вести. Телма, Алфа, Алсат, Сител и Канал 5 добија прекршачни пријави за неизбалансирано. По овој член? По тој член. Добро. Ефектот од тоа? Еве, вие сте постапиле. Па ефектот во моментов и во најголемиот дел, во 90% од земјите во Европска унија, балансираноста се мери во изборниот период и се казнува. Значи ние сме констатирале, тоа има извештај на веб страната на агенцијата, констатирано е, изречени се прекршочни санкции, сите овие телевизии го платија надоместокот во фаза на порамнување, значи ја призна вината дека го прекршиле законот. Која што беше една сума која што во тој период беше сумата, мислам дека беше 2.500 евра со порамнување. Да, со порамнување. А формулацијата кај вас беше драстична разлика во одстапеното време во дел од овие. Сега е зголемена казната неколкократно, меѓутоа јас лично сметам дека и ова сума од 8.000 евра што е сега не е решение за овој проблем, туку решението е самите медиуми и новинари да сватат дека не треба да го кршат законот, туку треба да ги почитуваат професионалните новинарски стандарди. Преговорите се сега блокирани, партиите се поделени се и новинарите кои без тоа не се вклучени во решавањето на ова лоша медиумска состојба во Македонија. Како ќе најдат сите овие фактори заеднички менител, од каде да се почне и што да се почне да се менува? Они да знае од каде ќе најдат до сега. За жал пробиени се сите рокови и ја чисто сум скептик дека ќе успеат да најдат и тоа што го спомна Тамара на почетокот, ја се согласувам, не може за медиумите да решаваат политичките партии, мора да бидат вклучени и засегнатите страни за да дадат предлози. Ако треба фелата да направи предлог, да седнат да разговараат што е најдобро со агенцијата, со сите тела што се и да се најде решение, па да им се даде на партиите да бидат они треба да бидат само извршители да го изгласаат тоа во собрание. Сега ние сме доведени во таква ситуација во која што сме, таква е политичката ситуација кај нас и ќе мора да чекаме судбината наша да ја решаваат 4 политички партии во земја. И ја тешко се мислам дека ќе дојде до било какво решение. Се согласувам со ставот на господинот Зекири, меѓутоа при тоа мора да се има предвид и директивата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, која што Македонија мора да ја почитува и сите решенија што ќе бидат понудени и што се понудени мора да бидат во согласно со таа директива. Тоа е согласно договора за асоциација и стабилизација. Македонија како земја членка не може ниту 1 милиметар да отстапи од таа директива. До сегашните предлози, сите што се дадени и од политичките партии и од посредникот се далеку од директивата. Вие не сте консултирани, не сте прашани за решение? Околу самите законски предлози што ги даваат политичките партии во клубот на пратеници со европскиот посредник, агенцијата не е консултирана. Што е суштински прекршено во тие предлози кои што ги гледате, кои што нема да одговорат на оваа директива? Најме јас нема да додам предлог по предлог, значи прво се предлагаше собранието да избира во еден од предлозите да избира членови на советот и директор по предлог на партија. Тоа е предлог од октомври-ноември месец на опозицијата. Тој го имам тука, ако сакате ви го покажам, што е далеку од здравиот разум. Вториот предлог, да речеме предлогот да се регулира со закон почитување на професионалните новинарски стандарди и при тоа да се изрекуваат казни. Такво нешто не постои. Значи тоа директно мешање во уредувачката политика на новинарите. Значи од една страна се залагаме за промовирање на слободата на говорот и зголемување на правата, од друга страна одиме кон тоа да вршиме, сакаме со закон да воведеме цензура, што е апсолутно исто така спротивно на директивата. Од една страна се зборуваше дека агенцијата, советот и директорот имаат преголеми ингеренции, во закон се предлагаше директорот да може да одземе дозвола на негово лично убедување, што исто така далеку од разумот и никаде не е евидентиран таков случај во законска форма во Европската унија и во целиот демократски свет. Во писмена форма немавме предлог, јас немам видено предлог, меѓутоа имаше по порталите дека и по медиумите дека се разговарало на работните групи во МТВ да има
по двајца уредници, еден од опозиција, еден од власт, исто така е спротивно на европската директива. Дури самиот предлог што го дава Ван Хаут е исто така спротивен на директивата и самиот господин кажа дека менталитетот на овие граѓани што живеат тука не е согласно европското и затоа ние не можеме да имаме европски закон, што апсолутно јас не се сложувам со тоа, затоа што сегашниот закон е 99%, да не речем 100% усогласен со директивата, изработен е со TAEX експерт од Словенија, професор Сандра Башич Хрватин, поранешен председател на Советот за радиодифузија на Словенија, и ние не можеме да кажеме дека ако еден закон кој што е согласен со земја членка на Европската унија, тоа е Словенија, не е европски. Ние имаме Резултатите кажуваат на состојбата на медиумите во Македонија, кажуваат дека нешто треба да се преземе, господине Трајчевски. Тамара, Ја би сакала една мала генеза да направам, ако ми дозволите, бидејќи спомнавте дека до 2009 бевме добро рангирани, падот почнува од 2010 и еве нема да го врзам со затворањето на А1. 2010 се, значи, според мене, целата ова апсурдна ситуација која не доведе сега овде да седиме и да чекаме дали некој ќе ни дојави што во клубот на претениците предложиле СДСМ, а што предложиле ВМРО и обично од спротивната страна идат брифирањата, па вие имате навистина некакви чудни решенија, произлегува токму од 2010 со првото менување на Советот за радиодифузија бројот на членовите. Ако се сеќавате во 2011, тогаш почнува и падот. Преку на сред лето бројот на членовите на агенцијата одеднаш се покачи на 15. Исправете ме ако грешам, јас обично и не морам до толку да бидам прецизна, знам дека беше бројот од 9 на 15, преку ноќ зголемен со образложение дека така ќе се зголеми демократичноста, транспарентноста и така натаму, за да не биде кажано директно од страна на предлагачот дека мора нивното мнозинство да биде да имаат они свое мнозинство. Потоа се донесе одлука за закон за медиуми и промена на постојниот закон за аудиовизуелни услуги, со образложение дека ќе биде донесен за 8 дена, ако ви се допаѓа добро, ако не ви се допаѓа ваш проблем. Пошто медиумската заедница заедно со ЗНМ, МИМ и така натаму и синдикатот ја го покренува отпорот, затоа што напросто не верувавме дека со пререгулација може да се доведеме у ситуација да имаме подобрување кога вие гледате дека имате политичка волја која сака да ги загуши токму и професионалните стандарди, односно да ги направи медиумите послушни. Сега тој закон ни се презентира како европски закон, да, тој беше донесен со посредство на експерт, со големи преговори меѓу предлагачите и меѓународната заедница, со наши некакви отпори и така натаму, реакции, но да не заборавиме, иницијативата за тој закон, за промена на постојниот закон и за нов закон за медиуми дојде од страна на власта. Не беше тоа, зборувам за закон за медиуми, за законот за аудиовизуелни требаше да се сменат некои членови. Така што, знаете, јас сум апсолутно скептик дека со нови закони, со нови прописи, со нови регулации, ние ќе дојдеме во некој квалитативен исчекор ќе се направи, па дури и сите ние од медиумската заедница заедно со телевизиите да седиме и да правиме нови решенија. Нема атмосфера, нема желба. Вие гледате дека она што е суштината на новинарството, а што е суштината? Да открива злоупотреба, да открива лошо владење, да открива дупки во функционирањето на институциите. Веднаш се карактеризира, тоа е работа на новинарот. Не е работа да пропагира. Можеби тоа беше идејата, да речеме, на Советот за етика, каде што се потпиша повелба за етичко известување за време на изборите пред само неколку дена. Како што рекоа луѓето од Советот, тоа е суштината, а ова законската регулатива е нешто сосема друго. Се потпишаа повеќето, се потпишаа, дали верувате дека ќе има некаков ефект од тоа или само формално потпишан документ?
Ако гледавме кој подпиша на тој етички кодекс, не верувам дека ќе има некаков ефект. Се подпишаа токму луѓето што го прекршуваат таа слобода на изразување или слобода на медиуми повеќе од сите други. Не знам, јас знам само дека македонската телевизија веќе си има свој кодекс на етика за справување со изборите, па ние кажавме и се надева и дека ќе го направиме, ќе го почитуваме тој кодекс, етичкиот кодекс и надвор од изборната кампања. Впрочем, сме почнале, пак зборувам само за МТВ2. МТВ2 беше објективно наредена на сите можни извештаи и на агенцијата и на странските медиуми за последните избори со еден мал прекршок, но што беше разлика на сваќање на законот околу што на тоа што сакавме да го прекршиме законот. Значи, ако има волја да почитуваш етика, можеш да го направиш тоа и без подпишување на етички кодекс. А ако подпишуваш еден етички кодекс само за да гледат другите дека подпишуваш, јас не верувам дека тоа ќе оди како што треба до крај. Ние видовме кој го подпиша тоа. Да, значи што се однесува за МТВ2 и за МТВ1 за последните избори, прекршувањето што беше на МТВ2 апсолутно не значи, мислам дека беше за една анкета, не влијае на начинот на известување, значи не е мерка, некој може да сгреши, добро МТВ нема право на реклами, меѓутоа на некои споредни одредби од законот прекршувањата некогаш се ненамерни, тие не представуваат сериозен проблем, односно непочитување на професионалните новинарски стандарди. Клучно за време на изборниот период е почитувањето на професионалните новинарски стандарди и избалансираноста во известувањето. А само сакам не да дебатирам или да реплицирам, само да коментирам во однос на законот, она што го зборуваше Тамара, дека ставот за тоа дека законот е усогласен и европски е став на Европската комисија, на ОПСЕ и на Советот на Европа. И тоа е со европско знаменце и не може да стане збор дека постапката беше долга, инклузивна, најголем број на забелешки на законот не дадоа ни новинарските здруженија ЗНМ, ниту вие како синдикат, најголем број на забелешки на драфт верзијата даде Советот за радиодифузија. На драфт верзијата, таа што беше 4 драфта. Значи, имаше период кога можеше на сајтот на МИО да се достават забелешки, најголемиот број забелешки ги достави Советот за радиодифузија. За мислам дека имаше 6 или 8 само забелешки. Од тога е таа перцепција дека ете ЗНМ учествуваше во формирањето на претходниот закон, па зошто сега не им одговара, инаку законот се донесе без да се прифатат сите забелешки на ЗНМ, ако јас добро паметам. Мухамед, ме интересира, нема веројатно ние на оваа дебата да заклучиме дека не може да се смени ништо, дека партиите нема да направат ништо, бидејќи законите не може да доведат до етичко и професионално работење. Гледате ли некаква шанса за успех на таа сама регулација на која што инсистира ЗНМ? Дали може да тргнат работите сепак напред, бидејќи не сме во иста ситуација, например, како пред една година, барем сега се разговара за прашањето? Ние сакаме да веруваме и ако не веруваме дека ќе мрнат работите, не требаше ни да дојдеме ни вечерва тука. Ние веруваме дека може, иако е многу тешко. Тешко е затоа што толку е поделена и нашата фела новинарска, толку се поларизирани работите што стварно некогаш може да застанеш и да си неголем оптимист и да мислиш дека чекај, можно е да никогаш да не излеземе од ова, но ја мислам дека мора сите да собереме сила. Мора да излеземе од ова црнило. Од ваква ситуација никој не ни е крив, виновен што ние се наоѓаме во ваква ситуација. Мора да направиме се, ова е една шанса што има преговори, што влезе и делот со медиумите во преговорите да се реши. Затоа што вака не може повеќе. Каде треба да стигнеме више? Сами ја почнавме емисијата да кажеме кај бевме и кај сме денеска во рангирањето на меѓународните институции во однос на слободата на медиумите. Има дури една ситуација кога во името на слободата на изразувањето
се повикуваат оние кои што во секојдневната работа не работат врз основа на принципите професионални на новинарството, што е апсолутно неприфатливо за оваа професија. Ја мислам дека тука е проблемот. Ја мислам дека ние дозволивме професијата да не биде окупирана и да не биде во името на новинарството да се продава пропаганда. И тоа е проблемот. И ние тука како фела потфрливме, бидејќи не бевме доволно силни и јасни и прецизни да се дистанцираме од пропагандистите кои влегоа и кои се представуваат, имат издружение, кои се представуваат како новинари, кои во дебата велат "Кјути, јас сум новинар", кои си дозволуваат да не само да ги газат новинарските стандарди, туку и во јавниот дискурс да ја представат професијата на која и припаѓаме комплетно карикирана, сведена на апсурд, сведена на гротеска, без какво и да е достоинство. Знаете, вие ја почнавте емисијата дека новинарството е исклучително одговорна работа. Токму заради тоа што е одговорна, таа би требало да биде почитувана. Денеска новинарството е представено како неодговорна и заради тоа и непочитувана професија. Јас апсолутно верувам дека саморегулацијата е решение. Меѓутоа, за таа саморегулација треба да се создадат некакви предуслови и ни треба и време. Она што е услов број 1 е да се сака, навистина да се сака, да се има новинарство кое што ќе биде представник на јавноста, кое ќе говори во интерес на јавноста, во интерес на оние кои што не можат да бидат представени преку политичките партии, во интерес на малиот човек, во интерес на она тивко мнозинство. Ние новинарите сме нивниот глас. Ние сме тие кои бараме отчет за оние што ја имаат моќта. Тоа е едно. Втора работа која што треба да се направи, мора да им се дозволи на новинарите да работат во сигурни услови. Вие можете да го учите на етички стандарди студентот, младиот новинар до бескрај. Оној момент кога тој ќе дојде во редакција и кога многу лесно може да биде отпуштен или го држат без договор за работа и така натаму, заради поставено прашање, заради погрешно избран соговорник и така натаму, вие не можете ништо да направите. Он знае. Вие мислите дека тие не знаат кои се етички стандарди? Вие мислите дека новинарот не знае дека не смее да лаже? Знае. Меѓутоа, мора да го направи тоа, бидејќи така ќе ја задржи работата. Така да во таа смисла синдикатот ги доживува проблемите од темел да се постават. За да имате интегритет, вие мора да бидете економско-социјално згрижен, односно да не бидете загрижен, дека ако сгрешите ќе бидете отпуштени. Така што има начини и јас сум убедена дека професијата ќе се извлече. Меѓутоа, она што прво треба да се направи да има навистина политичка волја, бидејќи на крајот на денот на сите им е во интерес да имаат добри и достоинствени новинари. Пропагандистите не ви прават услуга кога ве бранат. И тоа е нешто што политиката ќе го свати. Ќе го свати затоа што кога имате новинар со интегритет, тогаш е поинаку и перцепцијата во јавноста и ефектот во јавноста, ако сакате така. Тоа е прво и второ е значи да се има добра волја, а ние мораме да се справиме со пропагандистите кои што ги избутка професионалците, луѓето со интегритет на маргините, по порталите, на блоговите. Мислите дека тоа може новинарите внатре да го решат? Ние тоа мораме да го направиме. Мухи? Апсолутно се согласувам со сето тоа што го кажа Тамара во однос на тоа дека ние мораме дефинитивно да излеземе од оваа ситуација. И тоа се потврди сега брзо. Свежо ни е сеќавањето дека пропагандистичките новинари прават најголема штета на самите политичари и политичарите почнаа више да го сваќаат, мислам тоа. Го видовме минатата недела. Имавме такво излагање во една од нашите телевизии и они се чукаат сега сопствената глава. Тоа веројатно во едно што требаше да биде обид на представување дека се отвараат телевизиите за различни гледишта. Како вие коментирате ова? И ја тука морам, бидејќи знаеме, разговараме за
интервјуто на лидерот на опозицијата во националната телевизија Сител и мене ми баш би сакал да го прашам и господин Трајчевски за нивната реакција, која што само дадовте советот за етика да реагира. Имаше ли основа на друг начин вие да реагирате во однос на такви однос? Меѓутоа немаше Мене опомена. е многу жал што барем не сте го виделе член 61 од законот. И председателот на ЗНМ коментираше дека ние сме можеле да казниме некого. Значи не рекол да казни, дали можете да прашав да реагирате на друг начин да реагирате? Во четвртокот дадовме соопштение со кое што го осудивме таквиот настап, а пошто сме ние институција и мораме да работиме по закони и соодветни стандарди и со процедури кои што мораме да ги почитуваме. Денеска на нашата веб страница е изработен писмен извештај за тој настан и е испратено известување до телевизија Сител на кој што им е укажано дека се прекршени професионалните новинарски стандарди до главниот уредник и до директорот и собственикот на телевизијата. Значи, процесот на саморегулација е процес што функционира во цела Европа и така функционира секаде, кога се прекршуваат професионалните новинарски стандарди. Кај комерцијалните телевизии е неопходна соработка помеѓу регулаторот и Советот за етика, а кога станува збор за јавниот сервис, помеѓу регулаторот и Советот за етика или како е крстен етички комитет, етичка комисија во јавниот сервис во соодветната држава. Значи, за прекршување на начелата на законот и за прекршување на професионалните новинарски стандарди не се изрекуваат казни. Значи, тоа останато, тоа што го кажа Тамара, е неопходно самите новинари да се изборат за своите позиции. Тоа што кажавте дека постои обид за... Не постои обид, постојат реални чекори што се направени. Ние пред еден месец испративме соопштение до медиумите и на секои 2-3 месеци како агенција може да го отворите нашата веб страница и ќе видите дека испраќаме соопштенија до медиумите и дописи да ги почитуваат професионалните новинарски стандарди, бидејќи ние повеќе од тој не можеме да направиме, че не можеме да ги казнуваме за нешто што не е предвидено во законот и никаде не се предвидува да се казнува. Значи, без оглед на настанот што беше на телевизија Сител, последниве неколку недели или еден месец и на телевизија Канал 5 имаше повеќе гостувања на представници на опозицијата, што е чекор за поздравување, бидејќи претходно долг период немаше такви настапи и е добро да се тргне од една мртва точка и да се оди напред. Се надевам дека и кај телевизија Сител и кај другите телевизии, или посебно кај телевизија Сител, нема да биде сегова само една епизода која што нема да продолжи, туку дека ќе се уочи направената грешка и дека во наредните интервјуа, дебати што треба да ги организираат, ќе имаат попрофесионално однесување од страна на уредниците или водителите на тие емисии. Ни во случај да има говор на омраза, не смеете да реагирате поинаку? Ако има говор на омраза, значи реално во ова интервју јас пошто направим писмен извештај, нема констатирано говор на омраза, значи ние како агенција реагираше и амбасада на туѓа земја во однос на тоа интервју. На кој интервју? На тоа и наставот на новината. Добро, сега да не коментираме за тоа велиме амбасадата и реакцијата на 20 амбасадори беше околу избалансирано, за турската амбасада. За турската, да. Зборувам за турската амбасада. За турската амбасада, значи не збору вака, значи ние кога констатираме говор на омраза, односно имаме сомневање дека постои говор на омраза, секогаш испраќаме дописи со снимен материјал до јавното обвинителство. И ја известуваме јавноста за тоа. Тоа беше случај во декември месец за 2 спота, еден на ВМРО ДПМН, еден на СДСМ. Но до сега немаме за последниот наша интервенција, односно нашиот допис, добивме од јавното обвинителство допис дека тие не констатирале говор на омраза. Значи имаме написмено одговор од јавното обвинителство. За последниот случај не пратите до обвинителство? Збориме за интервјуто? Не. Значи, ние како агенција го анализираме однесувањето на новинарот, а не однесувањето на гостинот. Но не можете да реагирате вие директно доколку има говор на омраза, а тоа не беше така порано. Да. Зошто е сменето тоа? Зошто тоа го нема во... Затоа што говорот на омраза е кривично дело и за кривични дела е надлежно јавното обвинителство. Вие решивте дека не треба да... Не решивме ние така, решил законодавецот, од секогаш било така. Значи, порано имаше во стариот закон да може да се испрати писмена опомена на медиумот, меѓутоа и тоа не е некоја санкција која што може да предизвика промена во однесувањето на медиумот, уредништвото, водителот, новинарот. Мерки треба да преземе јавното обвинителство.
господин Трајчевски и господја Горенца, еден коментар ќе побарам од вас на ова што е забелешка во извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија, посебно во делот на медиумите, каде што се вели да се зајакне независноста на регулаторното тело за аудиовизуелни услуги и на јавниот сервис. За јавниот сервис сериозни грижи околу селективното известување. Се извинувам, го читам од англиски за да немаме забуни, да не е погрешно преведено. Значи, околу селективното известување во јавниот сервис и недостиг на уредничка и финансиска независност. Значи, има забелешка и до независноста на вашата институција. Јас го имам пред мене извештајот. Конкретно пишува регулаторот во пракса демонстрира својата работа на независен, недискриминаторен и транспарентен начин. Да, треба да демонстрира, точно, дека работи независно. Ние имаме максимална отвореност во однос на нашето работење. Сите наши седници се отворени, присуствуваат медиуми, невладени организации, понекогаш и граѓани, и тоа е пракса од кога јас бев председател на Советот. Претходно, пред 2012, тоа не било пракса. Сите наши одлуки по закон сме обврзани да ги објавиме на веб страната. Значи не можеме ниту една буква од било која одлука која што ја донел Советот или мерка која што ја изрекол директорот да биде сокриена од јавност. Дневно се објавуваат на веб страната, а потоа се дистрибуираат на веб страната по медиум сите мерки што се преземани кон медиумите, одлуките кои што се однесуваат општо за функционирањето на медиумската сфера се јавно објавени и достапни. Значи, имаме максимална транспарентност и со ниту една одлука агенцијата не покажала дека зазема страна во однос на тоа кога презема мерка кон некој медиум, дека штити медиуми кои што се блиски до власта или кои што се блиски до опозицијата. Секогаш кога имало прекршувања на законот и се изрекувани мерки, а тамо каде што не е надлежна агенцијата, кој што станува збор за говор на омраза, преземала мерки со тоа што го известувала јавното обвинителство. Така да не можам да кажам да се согласам со тоа дека треба да ја зголеме независноста. Независноста е максимално и транспарентноста постигната и мислам дека не постои друга институција во Република Македонија државна која што има ваков транспарентен начин на функционирање. Нашиот финансиски извештај е детално објавен и на веб страната до најмали детали. Па не знам, ова е сега заклучок на извештајот на Европската комисија. Вие велите тоа не го објаснувате поинаку, освен дека као грешка претпоставам. Јас не кажувам дека е грешка, значи кажав тоа што го кажав и не сакам така цинично да се однесувате сега. Од каде тогаш таква формулација, господине Трајчевски? Па јас не сум го пишувал, значи тука прво јас реагирав на тоа како беше прочитано, значи да демонстрира начинот на своето функционирање, не да демонстрира својата работа на независен, недискриминаторен и транспарентен начин. Значи да демонстрира дека работи на независен, недискриминаторски и нетранспарентен начин. Значи јас кажав на кој начин функционира. Се извинувам. Не, значи како може да биде уште понезависно во агенцијата? Они сега работат согласно законите, согласно се. Дали имате нешто спорно во однос на тоа што го предлага Ван Хауте во однос на агенцијата за медиуми? Значи, мислам дека клучниот проблем е таму во однос на изборот на членовите и тоа мора да се смени. И мислам дека е доста прифатлив, зборам лично за мене, начинот кој што го предлага посредникот Ван Хауте, како да се направи уште по-независна да биде агенцијата. Тоа значи дека во Европска унија регулаторните тела се зависни затоа што функционираат на ваков начин. На каков начин? Таму институциите им се таму системот им функционира, таму се функционира. Ние не сме како што констатира. Ама сега вие кажувате, значи вие се согласувате со ставот на Ван Хауте дека Македонија нема капацитет да биде европска држава. За жал, ја апсолутно. Јас се согласувам дека немаме капацитет. Ние да имаме капацитет, сами ќе си ги решавме проблемите, господин Трајчевски. Немаше да ги викаме ние меѓународна заедница да ни ги решава работите.
тука, ако треба да го прочитам, не знам дали треба да го прочитам, начинот вие го знаете како го предлага Ван Хаутен. Значи, Имате нешто разликата е да против се односно гласа тоа? со двотретинско мнозинство и кои се институциите кои што ги Значи, прилагаат. не постои во свет земја каде што се бираат членови со двотретинско мнозинство, се дава значи преголемо значење на агенцијата, односно на советот на Значена агенцијата. институција. Добро, меѓутоа не постои земја во свет каде што се бираат со двотретинско мнозинство. Ако имате таков случај, кажете ми, јас ќе го елаборирам, ќе дискутирам, значи такво нешто не постои. Ама не постои, ја не знам у нашето соседство и во близина дека има земја која што функционира на начин како што функционираме ние. Ако така ги гледаме работите. Тоа се прави со цел да се има некоја поголема независност, да има поддршка од повеќе субјекти, а не да биде партиите да ги предлагаат членовите. Кој ги предлага партиите? Значи вака Ние знаеме, како се предмет на предлагаат луѓето регулација не може да би, значи во регулаторно тело не може да членува оној што е предмет на регулација. Значи не може да членуваат вие таму да предлага како што не предлага. Значи има предлози, да, има предлози синдикати, има предлози невладин сектор со најмалку 5 години искуство. Мислам сега тоа е поигрување со интегритетот на граѓаните на Македонија. Значи како тоа со најмалку 5 години искуство, што значи како тоа невладина организација. Па да, може невладината организација кога сака нека се формира невладин совет некаков и нека предлага, значи никаде во светот не може во државни институции. Невладината ќе го бира кандидатот, туку ќе има право да даде согласност за некој да може да се кандидира. Во која земја од Европска унија го има тоа? Одиме сега на нешто во врска со изборот на агенцијата, советот на агенцијата. Знаете, господине Трајчевски, веќе ви кажам зошто. Предпоставувам дека еден од критериумите е 5 години постоење на невладина организација или синдикат која што може само да препорача, односно писмо со препорака да даде. Затоа што веќе откако стана актуелно одеднаш и синдикатот да биде некој кој што може да дава писма на препорака, веќе е во тек формирање на паралелен синдикат. Исто како што ЗНМ има свој контрапандан во МАН, сега е веќе во фаза формирање на паралелен синдикат на новинари. Новинарите и сите кои што работат во медиумите им се даваат пристапници, им се вели подпиши, а газдата ќе плаќа чланарина. Знаете што значи да членувате во синдикат во кој што газдата плаќа чланарина? Ама дали тоа значи дека не треба да има конкуренција или либерализација? Не, апсолутно, ама сакам да ви кажам, погледнете каква е таа конкуренција. Конкуренција која што сопственикот ви плаќа членство во синдикат. Тоа го кажувате вие, тоа прашање дали е така сега. Точно, не е регистриран, уште е во фаза. Меѓутоа, ние видовме како тоа може да се случи и како тоа изгледа. Сакам да кажам, ние живееме во ситуација во која што се прават институции и односно издруженија и така натаму кои што се само кулиси. Не сакам да правам паралела со зградата на агенцијата, но навистина вие имате ситуација кога се прават пандан здруженија и за жал јас бев сведок на неформален разговор на луѓе кои што имаат допирни точки со преговорите и од едната и од другата страна. Знаете како разговараат тие? Кој ќе има мнозинство? Четворица наши, тројца нивни. Така се разговара. Не го контролираме невладиниот сектор, не сме невладиниот сектор да препорачува. Или ние го контролираме невладиниот, ајде невладиниот повеќе да препорачува. Тоа е страшно. Тоа е жално. Тоа е партизација до коска. Почитување на европски стандарди. Значи тоа што ако нешто на мене не ми се допаѓа, не значи дека е партизација или е не, ја говорам за начинот на кој што се пазари и се преговара. А вие пред јавноста ќе се говори дајте ни закон од Европска унија, дајте ни. Јас ви кажав, јас бев кај предлагачот кога се зголеми бројот на членовите на Советот за радиодифузија тогаш. Предлагачот, да, во парламент, да. И тогаш ни кажа, ние мораме да имаме таму мнозинство. Крај на приказната. И де факто тоа се случува, ние сите нешто глумиме и се као нешто не ни е јасно. И работите одат на полошо и полошо. Да тргнат конечно на подобро, ви должам збор околу состојбите во јавниот сервис и околу квалификацијата во извештајот на Европската комисија.
А можеби и поконкретно би требало околу состојбите во МТВ2, односно делот кој што вие го раководите. Па за жал ние секогаш Има се одредени- рачунаме ко македонска радиотелевизија, никој не рачуна ко први, втор програмски сервис. Со иако вториот сме, програмски ета, сервис многу има сериозни различни. анализи, меѓу кои квалификацијата оскудни ресурси, ниски професионални стандарди и етнополитички клиентелизам. Долго истражување, да не го читам целото, дали нешто преземате тоа да се поправи? Ко прво, ние бараме, секогаш си бараме, не знам дали ќе го добиваме тоа, да имаме независноста во финансирањето на втор програмски сервис. И со тоа независно финансирање во склоп на македонската телевизија, ние се надеваме дека ќе бидеме попрофесионални, пошто ќе ги имаме потребните ресурси и технички ресурси за да го добиваме тоа што го сакаме. Во второто, непрофесионализмот, не велам дека Европската унија не пишува добро тоа што го требаше да го пишува, но ги слушаше незасегнати страни. Значи не слушна, никогаш не побара мислење од МТВ2, точно. Никогаш не побара да ги гледа стварно работите како што се, туку како што некој издружение на новинари кажува како се работите во МТВ2. И тоа е за жалост, но се надевам дека во последните месеци ние си имаме повише комуникација со нив и си имат различно мислење за МТВ2 и за професионализмот. Јас не знам како се гледа дека сме еднопартиски настроени, кога партијата на власт вели дека за чудо ние сме феномен телевизија, државна телевизија, која оди во склоп на опозицијата повеќе околу што на позицијата. За албанските партии? За албанските партии секогаш се зборува. ДУИ? Не. Не? Не. Што се случи со инцидентот кој што се случна во 2009 година со вашето водење на митинг во Чаир на изборите, кога и Советот тогашен реагираше? Јас сум поддржуваш на ДУИ и си добив дебелна каза за тоа, иако јас не бев на работа тој месец, ама казната си ја платив. Според некој закон, ако јас не сум на работа, јас не требаше ни да плаќам казна, јас не бев на работа тој месец, не работев за македонската телевизија. Вие бевте главни одговорен уредник. Работен однос, така. Да. И затоа ја платив казната. Не, затоа ја платив казната и не кажав ништо околу тоа. Ама јас лично покушавам да ги поделам тие работи. Значи, дали верувам јас во само во кодексот, ако го погледнете, пишува дека не смее да се дозволи, мора да постои професионална дистанца од политичките партии, односно да дали некоја партија, пошто највеќе забелешки во последно време за работата на МТВ2, посебно во информативно дел, си има ДУИ. Ако може, сакам само да кажам дека во месец декември извршена постапка. Инспекција во Агенцијата за аудиовизуални медиумски услуги од страна на TAEX Twinning проект, од страна на германски експерт, е констатуе 12.12.2015 година, во која што е оценето работењето на агенцијата, тоа е после извештајот од Европската комисија. Јас можеме да ви го оставам, можете и да го погледате. Ние со овој извештај не сме се фалеле во јавноста, каде што работењето на агенцијата е оценето многу високо. Иван Стојчев има испратено прашање, тоа ако може да го видиме на Телоп, тој не беше во можност да дојде вечер вовде во студиото, но сепак ќе го слушнеме неговото прашање. Значи Иван Стојчев вели: јас сум повозрасен човек и сакам да истекнам дека не сум живее во ваков медиумски мрак, но сакам да ве прашам дали уште долго време ќе има медиумски мрак или ќе има нов закон за медиуми. Таа е формулацијата на Стојчев, а прашањето во оригинал беше испратено до Мухамед Зекири. Дали ќе има нов закон? Гледаме дека се преговара за нов закон и мислам дека ќе има нов закон. Но како ќе биде законот, треба да видиме. Не треба да се согласиме со се што ќе ни сервираат политичките партии, треба да се избориме тој закон што ќе биде донесен сепак да биде во закон кој што ќе гарантира слобода на медиуми и нема да дозволи да продолжи овој мрак за кој што зборува господин. И по прашањето се гледа дека луѓето веќе не сакаат да гледаат вакви медиуми. Никовски Милан е следниот кој на истиот начин
го постави прашањето и не можеше да дојде во студиото. Јас би апелирала тука до заинтересираните граѓани да доаѓаат во студиото, бидејќи овде имаат можности да отворат дискусија околу своите прашања, но значи тој вели дали сметате дека треба да има повеќе национални телевизии отколку што се сега и како може телевизиите да се ослободат од партиските притисоци. Значи, ако зборуваме за тоа, значи мојот став не сега, последните 20 години е дека поголемиот број на телевизии не дава, не автоматски не значи подобар квалитет во известувањето. Во делот на кабелските телевизии, таму е либерализиран пазарот и не може да се треба точно одредени услови што треба да ги исполнат телевизиите, ако ги исполнат тие услови добиваат дозвола. Меѓутоа, реално гледано, основниот проблем во Македонија е преголемиот број на медиуми. Преголемиот број на медиуми не создава клима за економско работење на медиумите и тие се принудени за обстанување да се свртат кон политички или економски центри на моќ. Значи, грешката во Македонија или ги изградбата на овој медиумски систем е системска и е датира многу одамна, бидејќи мора да се знае дека порано концесиите од 2005 година дозволите ги издаваше владата на Република Македонија и 95% од концесиите, односно дозволите, се издадени до 2005 година, кога ги давала дозволите владата. Баш јас и тоа го имам пишувано во многу колумни, дека надевајќи се дека со создавањето на огромен број на медиуми ќе се создадат слаби медиуми кои што потоа ќе бидат лесни за контрола. Мојот личен став е дека не треба да има не треба да има, одлуката е на тие што сакаат да инвестираат, дали ќе инвестираат, меѓутоа зголемувањето на бројот на медиумите апсолутно не значи и подобрување на квалитетот на информирањето. Зборувам во делот на понудата. Но може би произлегува од потребата на гледачите да видат нешто. Не, во ред, значи апсолутно јас се согласувам со сегашното излагање на господин Трајчевски. Кога ја почнавме дебатата, рече, ако збориме дали има слобода на медиуми, навистина Македонија е една од послободните за тоа што има над 100 и кусур медиуми. Дали има потреба? Апсолутно не треба. Значи, тоа е намерно така регулирано да имаме толкав број медиуми. Замислете, ни 2 милиона жители немаме овде, имаме над 100 и кусур електронски медиуми. Јас сум дел од нова телевизија и го држам тој став дека да, во Шења, на нова телевизија која што почна да функционира и ја го делам тој став дека нема потреба толкав број. Ние треба да земеме за пример една Хрватска и една Словенија. Има национален сервис, има 2 до 3 комерцијални телевизии. Тогаш ќе дојде до израз квалитетот и независноста на медиумите. Со волкав број на медиуми кај нас е многу тешко да се одржи во пазарот, а многу полесно е да бидат контролирани медиумите. Ние сме во иста ситуација во која што беше Србија со режимот на Милошевиќ, кога тогаш исто така таму имаше над 300 електронски медиуми и Србија се фалеше дека има слобода на медиуми. Првите 176 дозволи, сега е намален бројот на 145-6, се доделени 98 година. Ама гледаме се отвара. Не, сакам да кажам дека не сакам да извршам оваа емисија без да изанализираме едно прашање, се извинувам бидејќи сме некаде веќе при крај. Еден од предлозите на СДСМ предложени членови со кои се регулира дека медиумите се должни да обезбедат непристрасно, правично и избалансирано представување на различни политички гледишта во информативни програми и на дебатни емисии. Како вие гледате на овој предлог, бидејќи нели овде поентата веројатно бидејќи е предлог на СДСМ е да бидат тие застапени во дебатните емисии во новинарските производи. Од друга страна, дали за ова да може да се спроведе би требало со некаков друг закон, сега карикирам, да се принудат сите политичари да учествуваат на дебати бидејќи функционерите на власт многу често одбиваат да присуствуваат на дебати. Па не знам, единствено на една дебата минатата недела спомнав единствено да ги натераме политичките партии во собрание да изгласаат нов член во законот, кај што ќе каже дека ќе бидат казнувани политичките партии кои што нема да праќаат своји членови на дебатни емисии кои ќе бидат. Мислам, ова го зборуваме така, меѓутоа ова е навистина сериозен проблем. Се случува во Македонија со години да поминуваат избори без да има соочување на главните ривали, од кои што граѓаните треба да извлечат. Ова што е тука напишано е нестречно напишано, тоа е спротивно на директивата и тоа е предмет на саморегулација. Значи не може да бидат желбите ставени во закон, значи мора да се почитува директивата и она што е пракса во Европска унија.
ова токму ја доведе работата до крај, односно до тој абсурд. Значи, гледачот прашува има ли нов закон за медиуми? Ние публиката веќе ја научивме дека кога нешто не чине ќе правиме нов закон. Збориме за непостоење на политичка култура. Вие не можете со закон да му наложите на човек да дојде на дебата. Такво нешто не постои, тоа би било смешно, можете да замислите. Со полиција да ве спроведуваат но во демократска земја со зрела и демократска култура се разбира дека тој што нема да дојде ќе загуби. И тој има интерес да дојде. И тука е улогата на граѓаните, на јавноста, дали ќе казнат такво Затоа и јас велам дека нема закон за медиуми. Прво да разграничиме. Се разговара за законот за аудио и визуелни, значи за телевизии. Закон за медиуми е оставен на страна. За тој закон се разговара. Не постои таков закон кој што може суштински да ги промени работите ако немате политичка волја, ако немате политичка култура и ако немате зрела и експертска јавност и воопшто јавност, демократска јавност која што ќе ги придвижи, ќе ги подржи, ќе ги бара промените. Одиме на последниот рунда на одговори на прашањето кое што се однесува на ситуацијата која што ја имаме сега. Значи, велиме нелогично да се прави договор за медиуми без медиуми, но замислете ја ситуацијата доколку се повикаат ЗНМ и МАН на тие преговори. ЗНМ ќе инсистира на саморегулација, на исфрлање на владините пари од медиумите, колку што јас следам за тоа сте прилично ригидни. ММА ќе инсистира тие пари да останат. Значи, тоа е таа организација на телевизиите со национална концесија, кои што нудат, вие најдобро знаете какви се начини нудат за да остане тој дел од парите за владини реклами. МАН се разбира ќе се буни за странските пари во медиумите. Сега стојат така работите. Што може да се заврши до изборите за сепак да имаме некаква подобра слика во медиумите? Прашањето околу рекламите на државните институции, тука не се само рекламите на владата, туку на сите државни институции, на јавни предпријатија, акционерски друштва, агенции и така натаму, се прашање кое што и така е ставено во изборниот законник и тоа прашање сега за сега е затворено и функционира со изборниот законник, а мислам дека летото, средината на јуни-јули, владата донесе одлука и од тогаш нема реклами од страна на државните институции, така да тоа прашање воопшто не е сега предмет дека може да влие или да не влијае на изборите. Прашањето околу владините реклами, постојат модели во Европа, во земји кај што има реклами, постојат модели каде што нема рекламирање. Тие земји каде што има рекламирање има утврдено дефинирано строги правила како се делат парите на медиумите, дали е тоа гледаноста, дали е јавниот интерес, промоција на одредени права, вредности кај одредена структура од општеството. Меѓутоа сакам да кажам дека таму каде што се делат пари, постојат строги правила. Легитимно е да телевизиите се борат да остане тоа. Меѓутоа, јас колку што го знам ставот на ММА е дека тие се залагаат за да се дефинираат строго дефинирани правила по кои што ќе можат во иднина 50% поделба, 50% поделба линеарно и 50% поделба според уделот во гледаноста. Што е далеку подобро решение од сегашната. Не зборам сегашната. Може да помогне ли во овој контекст на ослободување на медиумите од ресурсот систем? Значи, јас го застапувам ставот дека дефинитивно не треба да има владини реклами, треба да се укинат целосно затоа што начинот на кој што нашата влада ги делеше парите се биде, односно без никакви принципи и преку тој начин ги корумпираше медиумите кај нас, а мислам дека тоа би им годело и на секоја друга и на влада да остане така. Затоа е најдобро да се укинат и да нема манипулација со парите на граѓаните, они да купуваат лојалност кај медиумите. Затоа спомнав на почеток дека како функционираа медиумите пред 2006, кога немаше владини реклами. Обстојуваа на пазарот. Тогаш нека се борат за маркетинскиот колач. Конкуренција во други работи, во вести, во информирање. Да, во информирање. Треба да се врати тоа време. И после тоа во гледачи и нека се борат да си ги добијат и да видиме кој ќе опстои на овој пазар. Тука се борат
да останат владините реклами, тие кои што очигледно не знаат на друг начин да заработуваат пари. Тамара? Па да, јас исто мислам, го делам мислењето дека владините реклами стана алатка за купување на уредувачката политика и имајќи предвид нели целиот амбиент на лоша намера и злоупотреба на сите можности за тоа, мислам дека треба да се укинат и мислам дека сега така и е во моментов. Дали очекувате да дојде до некаков резултат овие преговори во клубот на претенизите? Тие ќе дојдат до некој резултат. Некаков компромисно решение ќе дојдат. Меѓутоа јас не мислам дека некаков квалитативен, квантен скок ќе направиме, затоа што сум убедена дека хартија ништо не значи. Јас мислам ќе се дојдат на некој потпишување на крај, или работните групи или лидерите, како што сме навикнали во последно време, да потпишуваат нешто у утринските часови, но дали тоа ќе го реши прашањето, не знам и не верувам. Се надевам дека барем ќе почнеме да размислуваме за нешто добро, па после изборите ќе видиме што ќе правиме со законот. Добро, на крајот тебе да упатиме еден апел да направат сите наши колеги што можат повеќе за достоинството на оваа професија, бидејќи одговорноста на професијата е навистина голема. Единствениот за кој новинарот треба да работи е јавниот интерес. Благодарам што нагледавте вечерва и довидување за 7 дена.